Инвестициите, набавената нова опрема, реконструкцијата, Заштеда и нормално поголем комфорт на значи потопло и летно време поладно. Од 7 до 9 милиони денари е годишна заштеда на средства само по овој основ. Заради тоа што трошат сериозно помалку нафта. До 150.000 евра годишно заштеда. Да, до 150.000 евра годишно заштеда. Порано троша на нафта. 5 цистерни мазут. На мазут, 5 цистерни месечно. Во најкритичните, најладните. Кога е поладно. Сега 2, максимум 3 цистерни. Тоа значи и има изолација силна во новата фасада. Силна изолација, нови прозорци. 10 сантини стиропор со сите додатоци, енергетски ефикасна фасада, алуминиум од топли алуминиум, усилена горешна дограна, крово е горе со изолација, со цела реконструкција на моторшо појдено, и внатрешна со громобрани, со грејачи за улуци да не мрзне во зимниот период. За во салите се више. И котлите исто се сменети. И еден котел е сменет во првата фаза. Така. И тоа исто влијае. Тоа е сериозна заштеда. Тоа е за 10 години милиони и пол. Да, евра. А буџетот не им се намалува, што значи тие средства ќе можат они да се ги искористат за нивни развој. Инсталацијата на акцелераторот се очекува да започне за околу 15 дена. Инсталирањето за колку време ќе биде? Па инсталирањето планирам ние до утре да го финализираме договорот, да се потпише одлуката, потоа идеме со договорот практично и за некои 15 дена би требало да почне инсталирањето на акселераторот и потоа има период таму, комисионирање, инсталација па комисионирање. Тој се очекува да почне некаде за 9 месеци од сега да работи со пациенти. Фасадата, котелот, литотриптерот, ангиографот, акцелераторот, магнетната резонанца, новите монитори и друга опрема вредна преку 6 милиони евра се реализирани, но почетокот на предвиденото внатрешно уредување неизвестно. Истото требаше да започне со реализација во третиот квартал на 2018 година, а наредната фаза во трет квартал на 2020 година и покрај што проектите се завршени. Прашање е дали ќе бидат поддржани од новата влада. По задоволување на здравствениот аспект на битолчани, до крајот на годинава и ветениот нов градски стадион треба да се исправи под Тумбекафе скоцкан по европски терк. ФФМ ни дава околу 800.000 евра и плюс трибините, а цената на северната трибина е 5 милиони и 400.000 евра. Значи ќе биде навистина мислам импозантно и знаете ова. Значи двете трибини позади головите и осветлувањето ќе бидат 800.000 од ФФМ. Не, древната површина, системот за наводнување и осветлувањето е 800 и сега плюс двете трибини ги донираат. Тоа е плюс. Повеќе, да. Тоа е плюс. Да. А ова е 5 милиони и 400. 5 милиони 400.000 евра. По ова беше големо барање на битолчани. Беше, да. И особено на навивачите, на редовна група. Така што е Посетата на Битола од страна на Груевски доаѓа како неопходна потреба да се види задоволството на граѓаните за исполнетото ветување дадено од претходната влада.